Денеска навистина е убав ден во мојот кабинет во општина Струмица, затоа што прво се сретнав со карате клубот Шихан, каде што и тренерите, и каратистите ме запознаа со успесите кои што ги имаат постигнато. И навистина Струмица е горда што и во делот на боречките спортови, како што е каратето, постигнува огромни успеси, особено во помладите категории. Тие имаат освоено на неколку првенства, 5 бронзени медали, 4 златни медали и секако после нив дојдоа шахистите од шаховскиот клуб Цареве кули од Струмица, кој што почна да функционира пред некои 2-3 години во Струмица, но еве веќе ги дава и првите сериозни резултати. Имено шаховскиот клуб во категорија на надпреварувачи до 8 години на националниот надпревар освоија високото второ место, што е навистина поттик и подстрак за нас како општина да дополнително вложуваме и инвестираме во делот на шахот како спорт. Ова секако ја заокружува оваа 2022 година, која што е година на спортот во Струмица, така беше одлучено на претходните форуми на заедницата за 2022-2023. Тоа не значи дека во 2023 и 2024 нема да продолжиме со инвестиции во спортот, но навистина афирмацијата во 2022 беше крената на пиедестал. Дополнително, уште една информација сакам да споделам со граѓаните, дека денеска практично е исплатена и последната рата кон спортските клубови, кон спортските работници. По секоја основа, сите ставки за спорт, целата програма за спорт е веќе насочена кон спортските клубови и навистина е убаво за окружување на оваа фискална година. Благодарам. 2023 продолжуваме посветено со поддршка нормално на советниците во Советот на општина Струмица да дополнително инвестираме во спортистите, спортските работници, подобрување на спортските услови за самите клубови, било од кој спорт, дали е тоа кошарка, одбојка, фудбал, единечни спортови, шах како што имавме денес, боречките спортови, затоа што Струмица е и такако плодно поле и расадник за спортисти. Благодарам. Градоначалник, може само кусо рековте дека на Советот нели ќе се разгледува таа програма за 2024 за спорт, кој што за 23-та, бидејќи за ова е веќе реализирана. Можно ли зголемување на средствата кои што ќе бидат како дотација до спортските клубови, спортските тренери во тој контекст? Дали 2024-та ќе биде истек од 2022? Струмица е град на прогресот, град на развојот и секако дека тенденцијата моја и мојата визија како градоначалник, особено во делот на спортот, е да има постојано и континуирано зголемување. Овде не можеме да не го спомнам ковид периодот, кога практично бевме оневозможени да не да ги финансираме, туку самите клубови беа оневозможени да имаат турнири, надпревари да одржуваат, затоа имаше намалување на дотацијата, но од 2023 година мојот предлог, кој што ќе биде представен пред советниците, ќе биде со соодветно зголемување во делот на спортот. Зборувам и како трансфери, зборувам и како капитални инвестиции.